атмосферата се вшешти до 100 степени ке ми излезе од гради. Ова срце кое ти со еден поглед го запали, бейбе. Пази ме пред полнощ, бейбе, пред да заминам. Знај по твојот багнеш код неам. Пази ме пред полнощ, бейбе, пред да заспијам. Твојот багнеш да го сонувам. Пази ме пред полнощ, бейбе, пред да заспијам. Знај по твојот багнеш код неам. Не знае. Залудно не лажи ме. Yeah, babe, не лажи ме. Батнежо да лаже не знае. Лаже не знае. Залудно не лажи ме. Yeah. Штом влезе тука ти, атмосферата се вшешти до 100 степени ке ми излезе од гради. Ова срце кое ти со еден поглед го запали, babe. Од сцена до храм, од бунт до созрцание, истиот немир, иста потрага по вистинскиот тон. Во хитмејкер овој пат не доаѓа само гостин, доаѓа трага. Трага од звук што од урбаната побуна на чиста околина се спушта до коренот на народниот здив, низ ритмите на ансамблот Пеце Атанасовски, па се до длабоките слови на византиската музика. Нашиот вечерашен соговорник ја живее музиката како став, како отпор, како духовно истражување. Во хитмејкер е човек што не ги меша жанровите, туку ги поврзува световите. Станува збор за Ристо Солунчев. Ристо, добре дојде во хитмејкер, огромно е задоволството што си тука. Добро ве најдов, баш ми е драго еве. Што ти гостувам вака. Кажи ми, дали преминот од рап кон византиско е скок или логично или Значи, постепено? Мислам дека во еден сегмент е скок, затоа што веројатно целата човечка екзистенција е може некакви си премини, што вели Киркеор, нагла метаморфоза на целото битие кога се случува скок. Но во уметничка музичка смисла мислам дека е потрага по некаков по некои објективни силни основи на објективниот музички јазик, кој што сум го осеќал во рапот како низ некаква нихилистичка перспектива. Но, така што во поглед на екзистенцијата тој е нагла метаморфоза, значи тука апсолутно од тие нихилистички, надреалистички. Секој може да го обработува фолклорот како сака, како мисли или чувствува, од искрени побуди или од, не знам, смета дека тоа е тоа што се вклопува во моменталното движење или му отвара пат и така натака. Но искрено мислам дека на сите тие музичари во една подсвест им стои дека окей, правиш што ќе правиш, но сепак биди озбилен со тоа и пристапот нека ти биде искрен, бидејќи постои еден Ристо Солунчев кој што има будно уво и око за се што се случува, а неговото мислење е навистина важно и слушнато. И не е sejedno доколку нема проđaka и Ристо Солунчев. Не, добро, сум имал добри, мислам ја познавам таа материја, затоа што сум имал добри учители, значи од Пеце Атанасовски, Никола Цветковски, Миле Брсанов, па
па дури Благоја Десковски еден период доаѓаше, потоа Вања Лазарова, да не зборуваме колку работи од неја научивме, и да кажам добри 10 години скоро секојдневна комуникација со Душко Димитровски, етномузикологот. Значи, така што го познавам, но добро фолклорот, оноку колку што, нели, тој океан бесконечен, колку што сум можел да чувам, и ден денеска ќе чувам некоја народна песна што ме шокира. Ми избегала едноставно. Дали тој фолклор, кој што ако разделуваме што е македонско фолклорот, нели ќе стигнеме до обични бројаници, коледарски песни и така натака, што е најархаично, бидејќи се тоа на друго било, кој како идел на печалба, која војска проаѓала, се тоа асимилирано, но прашањето ми е, дали, бидејќи сепак музиката што се ствара во моментот, мора да има, да се совпаѓа во некоја епилогија или епиграфија, како се вика зборот, нели, што моментот, како луѓето ја, која е улогата на музиката во моментот? Па види, реално и самиот фолклор имал некои константи, но имал и некои променливи идеи кои што зависеле од времето, кој што е прекината е, нели, народното творештво е прекинато, нема народно. Тоа е завршена приказна. Но дали неговиот логичен развој е по-накај современа музика, која што се уште можеш да ја експериментираш и да те носи некаде тој, да добива некаква форма тој фолклор, и византиско пеење и така. Значи микс на световно, духовно, или правецот кон ново создадена песна, која што некако мислам дека како што почна од првото Валандово, дека е истиот звук. Тоа е као да отиде у Ќорсокак, да. Второто е Ќорсокак, апсолутно, затоа што е тоа квази фолклор, да кажам. Значи тоа е како нема фолклор, ама ние сега ќе створиме нов фолклор, значи потполно бесмислена постапка, како замена за потребите на луѓето од фолклор. Секој мисли дека може да поистоветување со македонскиот идентитет вон границите на Македонија не е таа ново компонирана музика. Сега не сакам сега да ја хейтам, стварно, затоа што има навистина убави песни. Да, има добри добри артисти, добри песни, композитори, значи да не излезе дека сме против, нели, ново компонираната музика. Но сепак поистоветување со нашиот идентитет наспроти таа музика, всушност е онаа друга музика. Анастасија, Мизар, Зарина, Баклава, Љубојно. Види, тука сепак јас би правил дистинкција помеѓу овие бендови што ги спомна, што се условно во современа музика и сето тоа, бидејќи реално кај Мизар немаш народни песни. Имаш преработки на народни песни. Значи, Истекувам, Златно сонце, Ходјаже, тоа не се народни песни. Тие песни од Детото и Белото море не се народни песни. Пак се некакво поистоветување со македонскиот идентитет. Другото е малку еден тип на паразитирање врз народниот мелос. Во смисла, не толку врз народниот мелос, туку врз конкретни народни песни. Еве, ти си бил дел од Пеце Атанасовски. Да. И првата соработка со Мизар, нели, на Екзит. 2002-2003, кога беше? Дури подоцна Мизар се спојува со Хармосини, нели, за Бело море. Да. Сега, пошто ти својата прва наобразба, да кажеме, малце се едуцира, ме интересираше каде се си работел, си почнал, нели, била у Србија, у Белград, колку што прочитав. Зашто тоа мислиш? За византиска музика. Не, значи прва комуникација беше со калугерите од Ковијски манастир. Тоа е Нови Сад. Јас таму всушност. Значи натака е, тоа ми е зборот. Да, тогаш свиравме некои концерти во Белград и тука се запознавме со некои луѓе кои што се интересираа за народната музика. Исто, тоа се тие исти струи од рок-н-рол, па го бараш автентичниот објективен музички јазик, кој што
Мислам, луѓе не сваќаат, рок н ролот не е само индивидуална музика, мислам, таа Дали доколку ти би останал таму, в Србија, ете ми зар би бил бенд некој што е српски бенд, да кажеме, кој што истиот пристап го има кон византиското и така на. Да, Како би звучел тогаш? Дали сакам да кажам која е разликата меѓу истото византиско, ама таму не е баш исто, ваму не е баш исто. Мислам дека србите се многу порано далдисани по да кажам условно, како да кажам, Белграđани се не баре првите европејци овде на Балканот. Значи они сакаат натаму да отидат. Поинаку ќе звучело доколку сето би се случувало таму, нема да звучи вака. И ми се чини дека нашата народна музика е многу по-сочувана и по-конзистентно силна во музичка смисла. Кога ќе фатиш одредена гитара, секој инструмент резонира поинаку. Значи одредени акорди едноставно на една гитара функционираат, дрвото резонира, на друга не. И самата гитара и во однос на мензурата на вратот, каков обликот на вратот, каква електроника има, те насочува тоа што ќе го отсвириш или направиш, како тоа ќе звучи. И не можеш на секаков инструмент да направиш. Тоа исто ќе го кажам и во фолклорот, значи ако песната има кварта скок и е например на висока интонација, во пониските села тоа ќе го пеат нема да биде кварта скок, ќе биде пониска интонација, затоа што тие се довикувале едниот овчар со другиот овчар на другото брдо, па требал да го чуе и да викне повисоко. Кучковки, например, тој стил е со многу гласно пеење, со зурли пееле на слави, не го измислил тоа пецата на со маснинки со зурли, да. Зборот ми е дека ситуацијата наложува или инструментот како нешто ќе изгледа и каква ќе му биде формата. Иако суштината му е иста, меѓутоа формата ќе биде поинаква. Тоа сега сакам да го поврзам со византиското пеење. Дали делото кое што е направено вон црква, едноставно не може да профункционира во црква, затоа што црквата има своја резонанца, свој амбиент, свој финиш над зидовите, а она што е створено во црква, колку и да го ствараш, тоа со тек на време ќе си се обликува и пак ќе дојде до она што треба да биде заради резонанцата, ехото, созвучијата. Дали самите објекти, цркви, некако го обликувале сето тоа. Да, така има врска, има врска, затоа што самиот, да кажам, реверб што го создавале во црквите влијал на тонските облици како ги компонирале композитори. Значи, тој имал идеја тоа како ќе звучи во одреден простор. Динамиката, колку темпото бидејќи ќе почне да се меша. Да, сакрален простор е тоа и сега и влегуваш во друго време. Значи не може да кажем една црковна композиција од 30 минути на Свети Јован Кукузел или Герман од Нова Патра да се мери со обичното уво, бидејќи на крајот од криштата постојат и различни нивоа на слушање. Значи овие вистинското слушање подразбира метафизичко слушање со внатрешно уво. И Шопенхауер вели, значи во мигот кога слушаш нешто гениално, а не си гениалец за да го произведеш, влегуваш во вистината, затоа што преку гениалците нели бива дадена вистината, но обичните луѓе може да влезат внатре преку слушањето, но во тој миг они мораат да се исклучат од сопственото битие, тоест да станат апстрактен субјект, имено човечкиот род низ нив да го слуша тоа што е создадено. Во однос на крајот од криштата, нели, музиката, тоа што вели еден протопсалтот на Вселенската патриаршија, Неохоритис, мора да се свати, музиката е слобода. Дури и кај овие класични композитори кои компонираат со одредени ограничувања, но пак е слободно. Бидејќи со тебе може се и се што до бескрај, нели,
имаш огромни познавања од се. Сакам да го искористам или злоупотребам твоето присуство тука, да ја начнам вечната дебата која што трае 40 нешто години во фановските кулари на Мизар. Иако си бил дел од таа екипа, си соработувал, а сепак си и стручен, анализираш и јасните се многу работи. Ако би можел да си субјективен и еве да дајаме едно мислење, ме интересира што мислиш за тие дебати. За тој звук кој што го има направено Мизар, кој што прашање дали треба самиот Мизар да робува на она што го создал или може да еволуира, но сепак создал нешто за што као Сидро и мораш да се држиш колку толку до тоа, некои рамки има. Во тој звук еве кој од сите тие пеачи на Мизар како би ги изанализирал објективно, иако си пријател со сите, значи почнувајќи од Таневски, Трајковски, Вртев, Викторија, Нико, Тортевски, што мислиш, кој е тој што е нај до она што е Мизар, кој е нај прогресивец или скршнувач, како би ги анализирал пеачите? Види, секојаш Бидејќи некако секој пеач ново откровение. Да, добро, тоа Чаповски така и го постави. Значи, Таневски очигледно го има дадено тој легат, да кажам, печат на Мизар, преку кој сите други се прекашува. Значи, но мислам дека во да кажеме таа конзистентна смиса на Мизар, јас тука би ги издвоил Таневски и Горан Трајковски и ми се чини дека никој интересен сега со ова што го слушам. Значи има разлика од концертите, а има разлика сега од ова новата ствар што е одлична. И го пронаоѓа сопствениот стил на крајот од криштата, но види, Чаповски реши Мизар да биде патување. Значи човек може да реши, ние сме бендот, го завршуваме бендот и сето тоа, а ова е едно долговремено патување и тука е интересен. Чаповски е малку како Кустурица, затоа што ние овде на Балкана знаеме ако нешто не успее, после втор и да се откажеш. Бендови се растураат. Кустурица има и лоши и слаби филмови, но и после лошите филмови земал да прави одново, така што Чаповски тоа го тера на тој начин. Значи, но ми се чини дека овие два вокала јас би ги издвоил, значи Горан Таневски како оно што го дава тој печат на идејата за Мизар, но од друга страна ова сега исто со Нико е прилично интересно како дело, бидејќи он е професионален музичар и пеач и со академија и го пронаоѓа некој свој сопствен стил и тоа е тоа. Мислам дека сите компарации се безсмислени, затоа што ако ги споредуваме и кај Таневски нема многу работи што ги има кај Нико или кај Горан. Кој бил прв работа? Кој е бржи, таа е лепши. Да. Така што Мизар се врза со Горан Таневски, очигледно тоа е таа тежина што ни ја даде во тие. Мислам, и затоа не треба ни еден пеач во Мизар да го имитира Таневски. Мислам, тоа е треба да го најде сопствениот стил. Ако е, бидејќи бендот е така поставен, као, не знам, Sisters of Mercy, така, се менуваат музичарите и се менуваат пеачите, така, тоа е тоа. И битна ствар е што, јас не знам колку турнеи со Мизар направивме, 3 турнеи,
она што го приметив е дека не се шлепаме на стара слава. Апсолутно, да. Барем пола од концертот е нови песни. Па тоа е супер, па да, така е. Како да кажам, мислам дека секогаш било така и со Кармасини кога настапувавме, главно го свирихме Детето и Белото море, имаше неколку песни од старите албуми, да кажам, што може да се изведуваат, иако сме изведували така Девојка од бронза. Значи, заклучок е од ова за сите што не гледаат, за сите фанови, дека било какви компарации едноставно се безсмислени. Да, тоа е едно патување, мислам, како да кажам, бендот патува. На крај се сведува или ти се допаѓа песната, ќе ти се допадне и автоматски ќе ти се допадне и новата постава, и новиот пеач, или па не резонираш со песната и после почињаш мани да наоѓаш. Музиката е најбитна. Дали кога авторите се помлади, дали тоа што се помлади, од што помалце знаат што е работава околу нив. Шта зна дете, шта е 300 кила, да. Дали ради тоа се по-оптимистички, по-позитивни и тоа поише допира до поголема публика, како стареат, помалци луѓе ги сваќаат, а они се по-зрели и помрачни. Мислам дека тука кај нас и помалце допира до помалци луѓе. Го зборувавме тоа со Изи, со Игор Иванов. Значи тој ми кажа дека само во Бугарија и во Македонија ја видел фразата човек после 30 години, тој веќе стар. Нигде тоа го нема. Го нема во Србија, го нема во Хрватска, гледаш на запад, Rolling Stones се уште свират. Тул имаат нови албуми. На публика оди родители и нивни деца и ги слушаат Тул. Никој не мисли дека Тул треба да престана да прават музика затоа што имаат повеќе од 30 години. А овде кај нас го има тој момент. И баш ме интересираше што е сето тоа. Да, но и дури тешко се постигнува хит во наводници кога си во поодминати години и као автор, па макар и да пишеш за некој друг, бидејќи ти самиот си помрачен, по суштината се приближуваш кон смртта. Така, од прилика. Повеќе си кон суштината отколку кон формата. Да, и веројатно да. А кај младите е побитно формата, да биде чуен, да биде виден. Да, има повеќе волја, веројатно и има повеќе страст во него. Кој може било што да каже за Калиопи? Значи јас стоим велам на... Значи јас ја слушам Калиопи на звучник во Веро, оддалечен од мене 50 метри. Јас ја слушам Калиопи и јас разбирам дека пее на македонски јазик. За разлика од новите пеачки, кои што не ги разбирам што пеат, затоа што дикцијата, мелодиката на јазикот е изгубена. Нов манира тоа на пеење со така, значи, слаба гестикулација. Да. А Калиопија ја разбирам што пее на 50 Многу често јас додека не уловам некој од зборовите, не знам дали пее албански, бугарски, српски, македонски, а изгледаат исто шишани, истите патики и тако дале. Па тоа е губењето на автентичноста. Мислам, во ред е многу тешко е да се остане автентичен. Американската музика беше автентична затоа што се уште немаше радио, интернет тога. Па црнците и белците не беа образовани во германската класична музика. Мислам, уметноста треба да го преобрази човекот. Мислам, и тоа го прави на највозвишен начин, бидејќи го упатува кон вистината, која што не се спознава научно на... Мислам, може би истата вистина што се спознава научно, овде се спознава енергиски, битим. Значи, затоа се сеќам на од Оскар Вайлд во De Profundis, таа книга, кога зборува за Христос. И вели, мислам, тоа како може да се разбере Христос, бидејќи очигледно неговиот живот подлежи само на уметничко прикажување. Бидејќи е комплетно необичен. И вика, тоа е всушност воопшто не осудува, не морализира. Туку едноставно во допирот со него се преобразуваш како со уметничко дело. И мислам, тоа е клучот на уметност. Веројатно уште не сме го допреле дното и затоа
не сведочиме на второто доаѓање. Не остава уште малце. Уметноста е, значи човек може да дојде до Бога со неа, но може и Бог да го зароби, да го заборави, затоа што ја има таа магиска инстанца да те магиоса, што викаат стари. Да. Ке вика дека као светлината што се одбива од огледало или од било каква површина, така и ние не е душата во нас, туку е тоа само некаква рефлексија од некакво поголема свест која ние ја рефлектираме као собствена душа или карактер и така натака, и уметноста помага малце да ја изгланцаме нашата површина за поубаво да рефлектира. Затоа е многу битно да е повеќе присутна во школството. И добра, не очекувам да им се јасни на политичар, мислам, тоа се луѓе главно во многу нешта евнуси. Некои работи кои не им се јасни, можда и подобро е да не им се јасни. Па да, но нека ги држи таа нејаснотија понастрана. Да, но се зафаќаат со работи кои што не им се јасни, да ги средат, да ги Френк Запа како вика, многу беше полесно кога ова екзекутив беа оние со шешири, со цигари, со пури, бидејќи они не знаеа, само ти даваа на тебе да испродуцираш и да извадиме. Кога дојдат диџеите да бидат продуценти и они да кажат што у суштина треба, што му треба на народот, тука веќе... Да, тоа беше многу интересно. Еднаш еден мој пријател, нели, околу висината на поетите во рапот, нели, колку раперите се поети, затоа што тоа не спомнува, нели, сите им изборува, нели, римувањето е како да кажам, слободниот стих стои над римувањето. Па послободна мисла има. Значи, не мислам дека rhymes, нели, тоа е прилично едноставна поезија. Римувањето е алатка за да зазвучи нешто и да има метрика. Да, но слободниот стих е апсолутно посовремен, така што рапот е враќање назад. Не отиде не го прифати слободниот стих во поезијата. Се врати кон и првите кога ќе ги видиш рапувања се прилично едноставни. После доаѓа комплексноста на се наврати кон Коледе леде. Да, мислам тоа е. Лани на концертот во МКЦ фалеше, да знаеш, со Хармосини која Мизар. Да. Па не, види, добро, јас не сакам, мислам, не сум од оние што сакам. Супер беа дечките, меѓутоа фалеше таа кога еден од Хармосини не крева рака и гледаш дека фали некој, бидејќи ти си тој првата рака, Хармосини број 1 и единствениот кој што диригира. Диригент тука, да. Но повеќе јас и на Чаповски му кажав, значи не ги просто користи ги како бекинг, значи од страната стави ги таму кај Принц кај што седеше, таму стави ги, направи некоја рамнотежа, не така си ги упрчил. Не, па пред деца, да. Таму ги личеше и супер бе. Да, добро, тоа се одличен музичар, едниот е виола, има дипломирано, другиот сега ќе дипломира. Лука беше едниот? Не, Христијан има дипломирано виола, а Сава Црногорецот има хорна, мислам дека е пред крај со дипломата, тука во Скопје инаку треба да дипломира и учат исто византиска музика со сите во школата што имаме направено, така што не е тоа некаков си курс од 6 месеци. Јас колку што видов тоа е 4-5 години. 5 нивоа е програмата. Значи како што се работи во Грција, значи мислам малку тешко, луѓе доаѓаат не знаат дали значи, да се посветат на тоа. Тој што ќе дојде кај тебе има период на искушување или како се вика. Дали е дојден за да истрпи 5 години или знаеш или мислел дека сака. Знаеш, идеш ти на книжевност, мораш да прочиташ таму стотина литература, идеш на философија, мораш да прочиташ одредена литература, така и овде, значи мораш да поминеш литература едноставно да можеш да отпееш некое многу сложено дело од Герман од Нова Патра, нормално тоа е во подослежните години,
за можеш да го заокружиш тој процес и да добиеш диплома на протопсалт и на учител за византиска музика. Значи, школата е целосно направена според грчките највисоки школи во Грција. Секогаш кога сме сме оставиле на својот инстинкт, секогаш доаѓаме до нешто оригинално. Например, имаш ти гитара и влијание, не знам од каде, канонот од друго место. Значи, сите тие елементи, мелодијата, хармониите, ќе ги најдеш секаде. Меѓутоа, како целина, чалгијата, например, нигде не постои. Не постои, верувам. А ако ја фрагментираш, секој е од нешто, од некаде. Меѓутоа, не можеш да кажеш дека е турско или дека е од било што, затоа што како целина, како форма, само тука. Мислам, таа мелоритмика е стравична. Значи, уделот на изворната музика во чалгијата, затоа што луѓето што ги правеле градовите доаѓале од селата и ние носеле музиката. И тука се ствара таа синтеза, тој спој на нашата изворна мелоритмика, онаа што турците слуша тој саунд го слуша, али вели ваква ритмика нема, затоа што ритмот е формата. Он е машкиот принцип, мелодијата е женскиот принцип. Тоа го кажуваат и старите джезери. И ритмот ја дава формата, значи многу скали, движења на скали се сличи со макамското движење или со во црковната музика гласовите. И гледаш дека човекот од градот го слушал тоа и му влегла структурата. Но бидејќи ја има изворната мелоритмика, тоа го ставил во 7 осмини, 9 осмини, 10 осмини, 11 осмини, 12 осмини и веќе се крши, се прекршува, се разигрува мелодијата на сосема на друг начин. Например, не видкај се совчене, крши се, карчигар макам или второ први глас византиски, значи по сите нишани, но има таму моменти хармонски кои што ги нема во ниедна отоманска карчигар макам, не се движи така мелодијата како што се движи овде. И второ, имаш седмосминскиот ритм. И автоматски добиваш оригинално ново дело. Сумата на тие оригинални дела, кој ќе се собере, тоа е она кое што треба да биде усвоено од секој музичар. Седмосминскиот ритм во Македонија е потежок, затоа што тројката е, химиолата е на почеток и тоа мора да згази. Да заврче. Тоа е поврзано со едно патња, и затоа се поспоро темпо, затоа што апсолутно тројката завлекува. Полесно е да направиш ти раз, два, ај сега раз, два, три, мора да згази тоа тројката на почеток. Да, и тоа затоа го има тоа едно завлекување, тоа е и мислам дека таа емоција, тоа патење што го има овој народ и самите емоции во песните на некој начин ги наложуваат и самите модуси кои ќе бидат и во мелодијата што ќе се употребат. Што викаш ти гласови, луѓето да не мислат дека мислиме на глас, туку мислиме на модус на пеење. Секој модус, секој глас има свој филинг. Апсолутно, да. И зависи што е темата у песната, те наведува кон одреден глас, кон одреден модус. Не, тоа се сеќам на еден мој пријател на една прослава бевме и не знам нешто тука се пееше нека народна македонска песна, он така малку пивна вика. Да не се лажеме. Црнци, роми и ние. Тоа е музика, све друго е тралалајка, во смисла весело. Ова е, брате, ова е тежината на светот. Анекдота една, снимам за Кристина Арнудова Прилеп песна се вика Сонце. И ми требаше импровизација нешто, некој ромче, знаеш, да ми импровизира и идам таму и прашувам еден. Кажи ми кој ти е така поталентирано, знаеш, да го снимам нешто да ми отпее. Па да ти фатам едно, вика. Исто е, од фабриката сите се. Добро, фала ти многу за гостувањето у Хитмејкер и се надевам ќе се видиме повторно. Да, драго ми беше и многу вака во твое друштво и во друштво на луѓе во околу. Така што, еве, да оставиме и за некоја друга прилика да сме здрави и живи. Фала. Ајде. Во моја контрола не се контролирам што ми
На 10-то место е Девана со песната Во моја контрола. Но дали, бейбе, ти ме сакаш? Зашто ти ке ми кажеш, правиш да ми звучи ко неубедливо да лажеш. Сакам, знај само да докажам дека кон тебе чувства јас имам. Ако пред сите кажам јас те сакам, нема на само јас тебе да те имам. Во моја контрола не се контролирам, штом тебе те добрам температура кревам гора. Во моја контрола и не се контролирам, штом тебе те добрам температура кревам гора. Вечност те чекав да се обидеш со мене. О, бейбе, не само да бидеш. Секој твој поглед боем ти го важев, но за малку ке се излетав, ке кажев. Во моја контрола не се контролирам, штом тебе те добрам температура кревам гора. Во моја контрола и не се контролирам, штом тебе те добрам температура кревам гора. На 9-то место Кру со песната Загубен. Pogled во ногте, ногте албумен. Поглед во поглед, огно спомен. Јас сум целосно загубен, загубен во тебе ти. Во мене поглед во страх, демон мој. Лице од беси, лаги и безброј. Јас сум целосно загубен, загубен во тебе ти. Во мене. Ти дадов поглед, ти ме збори насмевкав. Загубен, загубен, јас сум загубен во тебе, загубен во тебе. На 8-то место Саут Парк со песната Можеби. Може би еден ден и да е последен, ке пронајдам, разбудам мирна вода во себе. Може би барем еден ден. Може би мојата душа за да продолжи ке престане да се лаже себе си. Оставили умор кој ќе пресуди. Ти, јас, ти, нас. Да ми се вратиш, да ми се вратиш од заборав. Да ме гушнеш, да ме сакаш ко некогаш. Одам сама, но дали е своја?
На седмата позиција Пука Козметика со песната Рап ветерани. Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и его да го сјебеме система, имаме и кредо да го сјебеме система. Што? Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и его да го сјебеме система, имаме и кредо да го сјебеме система. Се врати па нигде не заминав, на врв сум на мојата планина. План имам, системот да го загинам, испимпам и да го прегорам. Сролам код джок, да гори до пас. Младината сирота вика само газ. Кредо имаме со нас до 90-ти. Рокам песни со пораки и поенти. Таленти, напикани по тепи. Кажи како убаво овој стих лепи. Твој панч тврдо ни мекани медина. Рап аджилак со касети и цедиња. Црнците у Нью Йорк бегаа у паника. Рап до гроб, живееме од градинка. Години помина, живот падни стани. Пука Козметика, рап, 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 рап. Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и его да го сјебеме система, имаме и кредо да го сјебеме система. Што? Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и его да го сјебеме система, имаме и кредо да го сјебеме система. А добро вре деца, мајко му стара, да соблакам патика, да мавам по глава. Од милиони теми, текстови и рими, рои песни поучни и со поента не вичинат стој. Слободава денес е обичен збор, младинава пуста не видела зор. Изместени вредности, љубовта се губи, модерни робови си. На шестото место Даниел Дан со песната Ке се шекнам. Let's go. При крај, веднаш демони на гости дочекувам. Ако денот ми е рај, тогаш ноќта ке е пеко знам. Ке се шекнам јас по тебе, ако не си ноќва до мене. Ке се шекнам јас без тебе, ако не си тука до мене. Еве ноква е при крај, јас алармот сам си го исклучувам, за да си посведочам дека глупав сон ке завршам. Ке се шекнам јас по тебе, ако не си ноква до мене. Ке се шекнам јас без тебе, ако не си тука до мене. Животот дава, животот зема, те шамара, но назад нема. Животот дава. На петото место Дарко Антонов со песната Сам во моите сни. Во ова ладно време биди ти до мене, стопли душа, бейбе, дај ми нежност мене, биди ти крај мене, дај ми малку време, потребни сме, бейбе, сега меѓу себе, ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. Ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни.
четвртото место Дуо Коктел со песната Каде ти, таму јас. Нокта паѓа се гори, твојот поглед веќе збори. Знам што ме чека со тебе до зори. Скоцкаше ма се поред, малку виски, малку денс. На крај кај мене, страста да не овене. Ај, сабота е, знај, нека имаш што сакаш, побарај. Ке бидеш права дама, знам ни ти не умеш сама. Најдобро е да сме заедно. Каде ти, таму јас, цела ноќ е пред нас. Каде ти, таму јас, срце лупа 100 на час. Каде ти, таму јас, ајде малку додај газ. Веќе летам душо, веќе сум во транс. Градот свети во сите бои, ко само за нас. Свети ко очите, очите твои. Скоцкаше ма се поред, малку виски, малку денс. На крај кај мене, страста да не овене. На третото место Алекс со песната Ни татко, ни брат. Го среќавам и со оној лик, оној лик што лесно се чита дека не добил. Доволно љубово прави он ми. Секогаш некој мора да му е крив и ге одам во обратна насока. Знам ден
На второто место Марија Нумовска со песната Дождот. Градот спие, добро ми е, ја сонувам за љубовта. Ти си тука, јас те гушкам, тивко ми шепотиш колку влюбен си. И кога се ќе исчезне, ти појави се пред мене, го сакам дождот. Тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот. Кога мирисе на тебе, го сакам дождот. Тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот. Кога мирисе на тебе, го сакам дождот. И кога се ќе застане, ти движи ме, силно гушни ме. И кога се ќе исчезне, ти појави се пред мене, го сакам дождот. Тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот. Кога мирисе на тебе, го сакам дождот. Тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот. Кога мирисе на тебе, го сакам дождот. Тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот. Кога мирисе на тебе, го сакам Како предлог за оваа недела, Макс со песната Федора. Sebi dao da doznam što se slučava, tuka neko nešto sakriva. Golema misterija, oči ne ti gledam ja, spusteni očila i neka ne te dopiram, od rakalica bela. To je od sebe zgasno večer gladur, večno mlada. Fedora, времето е единствен, твой неприятел, за договор с огледало, трябва да се смел. Той от себе згасно вечен гладър, вечно млада. Madam Fedora? I guess time catches up with all of us. Not you, Fedora. You look no different than you did 30 years ago. They lied to me. They watched me all the time. I have no friends.
Карма да не покнеш ме кандиса. Да ставам кецала, да загон цела нощ. И аз кресейки ви с угловрат със специалитет на кухнята. А некой ако е гладен, коца на горски кон. Come on, hella boy. Саня, бейби, кажи, што имаш на мене? Дај ми са да видам сега, што ќе понудиш. Саня, бейби, фати, сон те покрени. Бейби, се задржи, где те восхити. Саня, Саня, дај ми еден кис. Веќе долго не сум јаден, ти ме правиш ладен. Саня, Саня, дај ми еден кис. Веќе долго не сум јаден, ти ме правиш ладен. Ей, побара смело, слушатни ми. Пак сакам да ги чујам твоите мисли настрани. Ај, пред сите признай, за сите гребови и за сите справи во фиока, още скапо платени. Саня, Саня, дај ми еден кис. Веќе долго не сум јаден, ти ме правиш ладен. Саня, Саня, дај ми еден кис. Веќе долго не сум јаден, ти ме правиш ладен. Ова недела на место број 1 Мизар со песната Вардар Естикс. Се измивам, утро прогледувам, очи слика на роб, бледе нот, од лука до гроб, истеденот, за бедник и слоб, исте грева. Вистината една растината меѓу немоќ и старв неизбежно протекува крв и во плодот загризува царв. Од народа растори ми ја душата, твоите модни црни води, однеси ја во твојот дом за уште еднаш да се роди. Коренот напои го со љубов чиста да е довек, црнината умири ја исплакни ја во белот море.
Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната.